Утринава во 7 часот и 30 минути иницијативата Стоп за Вардариште излегоа повторно на протест со блокадата на мостот Близнаци, кој ги поврзува општините Аеродром и Газибаба. Протестот велат е резултат на тоа што истекол рокот од 5 дена што им бил даден на институциите да започнат со исполнување на барањата за трајно затворање на депонијата, поставување на видеонадзор и физичко обезбедување, откривање и санкционирање на потпалувачите. Таму е Јурданчо Цветановски. Јурданчо, заврши ли протестот? Дали се проодни улиците? Така е, на протестот во Аеродром кој се случува секој ден тука во близина на паркот Авионче, пред малку заврши, како што може да регистрира и камерата на Канал 5. Поради протестот се создаде малце поголема гужва низ улиците на Скопје. Десетици автомобили кои се обраќаат и одат луѓе кои одат на своите работни места, се создаде, како што кажав, поголема гужва, а во врска со протестот, да се навратам на настанот за кој што нели бевме дојдени, се испратија неколку пораки. Со синдромот Кјути Трај до приказна со црн крај. Дишеме смрт, не дишеме политика, дишеме воздух. Тоа се неколку од пораките кои граѓаните на Аеродром, Ново Лисичи и околните населби тука кои на некој начин имаат најголем проблем поради депонијата Вардариште, што ги испратија до надлежните институции. Со нив утрово средба имаше и градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски и граѓаните испратија неколку пораки до него, па предлагам во продолжение истите да ги слушнеме. Ја кога растев како дете во Скопје, не да имаше чист воздух, Скопје мирисаше на јоргован и на липи. Значи, што сакам да кажам? Улиците секој ден се чистеа. Со ние метлите со прачки, гранки прачки и на крајот имаше она за ринење, земјата да изринат. Потоа врвеа цистерни, ги миеа улиците. Океј, Скопје почна да се шири, Скопје почна да се развива, да се зголемува населението, имало потреба и од претоварна станица. Се изградила таа претоварна станица. Ако системски се постават работите и ако се организираат и секој си ја знае својата работа во државата, нема да се случуваат вакви хавари. Ѓубрето се натрупа во цело Скопје. Загрижен сум. Време е да се превземи заштита на човековата средина и просторното планирање. Еве, простор нема за дишење. Мора да се диши. Немаме резервни бели дробови. Така, тоа беа пораките на дел од граѓаните кои ги анкетиравме тука и кои има средба, како што кажав, со градоначалникот на општина Аеродром, со кого утре во 7:30 часот се договорија дека ќе одат во депонијата Вардариште со цел, со надеж дека ќе се реши овој проблем, да посетат, да видат што се случува таму, така да повеќе информации најавам за следните наши информативни изданија. Студио? Јорданчо, ти благодарам за извештајот. Со повеќе информации те очекуваме во текот на денот.